Имаме победа во уште дополнителни 3, тоа се Центар, Македонска, Каменица и Зрновци. До сега 6 градоначалници, очекуваме конечни резултати во уште неколку општини каде разликата е многу мал број на гласови. Им честитам на сите градоначалници од сите политички партии. Мора да информирам дека во изминатите 2 недели, во вториот круг на изборите, се вршеше огромен притисок на сите кандидати на СДСМ во овие 17 општини, каде што влеговме во вториот круг. Не се бираа ниту средства, не се бираа ниту методи, и тоа само говори дека се соочуваме повторно со истата деструктивна власт на ВМРО ДПМН како во минатото, која што практично ги злоупотребува сите институции кои што им се под контрола. Согласно изборниот резултат на советничките листи, бројот на гласови, СДСМ е втора партија во земјата и прва во опозицијскиот блок. Ова е секако поттик да продолжиме понатаму силно да се бориме против оваа власт која никогаш повеќе нема да има таква поддршка како што имаше на изборите минатата година. Овие избори се јасен патокас за СДСМ, секако јасен патокас и за мене као претседател на партијата. Јасно е какви промени треба да се направат политички, кадровски, и како што веќе најави, веќе следните денови тоа ќе се случува, ќе има седници на извршниот, на централниот одбор на кој што ќе ги обзнанам тие промени. Секако ќе планираме и организирање на конгрес да се дискутираат политиките за следниот период. Ви благодарам. Да повелете. Не, јас кажав и минатиот пат. Јас сум претседател многу краток временски период, година и неколку месеци. Сметам дека тоа што се направи во партијата изминатиот период, после таков еден навистина катастрофален пораз, лани беше една консолидација. Меѓутоа секако дека овие избори се дополнителен показател од кој што ќе влечеме пораки и поуки за војнина, затоа што процесот продолжува силно да се бориме против оваа власт. Сметам дека тоа што успеавме во изминатиот период да ги разобличиме лажните политики на власта, која што изгуби веќе 130-140 илјади гласови за само година и пол, е делумно и наша заслуга. Така да продолжуваме со борбата.